Власта уверуваше дека идентитетот бил забетониран, но македонскиот народ и нација за странците полека но сигурно станаа северно-македонски. Среде Скопје, австрийски новинар го запраша министерот за надворешни работи, ако се вметнат бугарите во уставот, дали северно-македонската нација ќе биде посебна од бугарската. Во овој случај Бојар Османи реагираше, правдајќи се дека станувало збор за грешка во преводот. Дали има посебна северно-македонска нација, посебно од бугарската? И дали постои бугарско малцинство? Оти тоа би значило дека постои и посебна северно-македонска нација. Е погрешен, затоа што таква е германската терминологија. Ова не е прв пат по договорот од Преспа, македонците се нарекуваат северно-македонци, а јазикот северно-македонски. По повод одбележување на 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, поранешниот генерален секретар на НАТО, Џорџ Робертсон, намерно или не нарече северно-македонци. И државниот секретар за европски прашања на Португалија, Ана Паула Закаријаш, измисли северно-македонски јазик. По подпишувањето на Преспанскиот договор, тогашниот премиер Зоран Заев уверуваше дека идентитетот и јазикот ќе останат македонски. Имаме договор со јасни обележја на нашето, македонското, на нашиот македонски јазик, во заштитија нашиот македонски идентитет за век и векови. Но 3 години подоцна, Зоран Заев дури им се извини на грците, откако тие реагираа дека фудбалската репрезентација ја нарекол македонска. Некогаш се случува да направам грешка. Имам 46 години и се случува да го спомнам тоа во една реченица. Употребата на северно-македонски од страна на странски медиуми, па дури и институции станува се почеста. Останува да видиме дали министерот Бојар Османи ќе се однесува инспекторски за македонскиот јазик и нација, како што повеќе пати правеше одејќи од институција до институција по донесувањето на законот за употреба на јазиците. Сакав да те прашам, бидејќи сум тука пред институцијата, гледам ова таблава е еднојазична само.